Со енергетско цунами се соочува Македонија. Стопанските комори бараат итни мерки. Владата да ги замрзне маржите на струјата која ја продаваат трговците на бизнисот. Со план за зголемување на енергетската независност и ефикасност, сака државата да ги поддржи фирмите за да не стават клуч на врата. Ние бараме да се лимитира маржата. Затоа што ако Елем ја продаде по 300-350 евра вишокот на слободниот пазар, ние навистина сметаме дека во овој момент да се продава таа иста електрична енергија според цените на Будимпештанска берза е навистина некоректно, затоа што моменталните цени се околу 700 евра. Тоа значи на огромни количини енергија, на огромни количини на средства, екстра профит во вакви кризни времиња. Можда некој правник кој подетално ги гледа работите може да го толкува и како кризно профитерство можда. За разлика од кај нас во регионот во Србија и Босна и Херцеговина, државните компании за струја ја продаваат по неколкократно пониски цени на трговците, со што директно му помагаат на бизнисот. Српската економија, српските компании мегават час електрична енергија го плаќаат 75 евра, во Босна мегават час електрична енергија од државната компанија која произведува електрична енергија ја продава за 66 евра. Значи, доколку нашето електростопанство произведува струја, треба да ја продава по многу пониска цена на компаниите, на трговците таа електрична енергија и дополнително може да се земе во предвид дека на ЕВН, електростопанство на Македонија, на ЕВН електричната енергија ја продава за 50 на евра мегават час. Компаниите предлагаат и да се овозможи приклучокот на фотоволтаичните електрани да биде во побрза институционална постапка, да се укине ДДВ-то за фотоволтаици и опремата за монтажа, како и за инвертер клими. Да се класифицираат новите градби според енергетската ефикасност или можда еден дел од комуналиите да зависат и од енергетската ефикасност на објектите што ќе се градат. И не е лошо да во следниот временски период почне да се размислува изградба на електрани кои ќе користат отпад. Претходно и од Стопанската комора на Македонија излегоа со слични барања и со предупредување дека власта не може да глуми нормалност во ваква криза, дека доколку итно не се помогне на бизнисот, илјадници компании ќе банкротираат.